Благодарам. Почитувани колеги, почитувани представници на владата, јас имам 3 пратенички прашања. Првото мое прашање ќе го упатам до министерот за транспорт и врски, второто до премиерот, но третото до Министерството за образование, и морам да реагирам, веќе неколку пати се случува да нема представник од Министерството за образование. Ниту министер, ниту заменик министер. Ова неколку пати се случува. Но јас ќе го поставам, па кој одговори. Првото мое претеничко прашање до министерот за транспорт и врски. Почитуван министер, на 12 ноември 2018 година овој парламент го изгласа предлог законот за изменување и дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти и се работи за патот Миладиновци-Штип, во кој што закон се вели дека се склучува анекс на договорот за изградба на автопат делница Миладиновци Свети Николе Штип, а со цел продолжување на крајниот рок, значи го потенцирам, крајниот рок до 31.12.2018 година. Јас морам да ви укажам дека големо незадоволство има што автопатот не е пуштен во употреба. Моето прашање е многу едноставно. Зошто автопатот не е пуштен во употреба, ако веќе знаеме и ги имаме вашите изјави на 17 септември, каде што вршите увид во градежните работи и велите дека наскоро ќе се пушти патот, но дека поради временските услови не може да се пушти автопатот. Јас искрено и затоа и чекав, временските услови не дозволуваа. Потоа, 11.1. велите, автопатот Миладиновци-Штип е завршен, се подготвува техничка документација за технички прием, тоа е делот за надзорот, каде што ние не сме мокни, но на крајот на месецот автопатот ќе биде пуштен. И веќе 6 март, велите, ниту пробно, ниту официјално патот не е пуштен во употреба, свеченоста за пуштање на автопатот ќе биде во сабота и од недела по него ќе може да се вози. И навистина, еден период се возеше по автопатот, но сега не може да се вози. Автопатот е готов. Конечно готов. 75% беше изграден и навистина да ви кажа, не е важно, веќе не е ни важно кој го почнал да го гради, кој го доизградил, најважно е да се пушти, бидејќи навистина бенефитот е огромен за тој крај од Македонија и за сите, за цела држава. Јас се надевам дека во вашиот одговор ќе добијам конкретно и реален одговор. Второто мое прашање го упатувам до премиерот, се работи за проектот за регионалната депонија, која што треба да биде, локацијата е во Свети Николе. Меѓутоа, имаме некои недоразбирања и во меѓу граѓаните и во самиот совет има недоумица. Дали овој проект ќе се реализира, бидејќи е започнат од претходната локална самоуправа. Вие во еден ваш претходен говор овде на говорницата кажавте дека овој проект ќе се реализира. Јас имам една изјава од Министерството за животна средина, се одржа јавна расправа во Советот на Општина Свети Николе, една проекција, презентација пред граѓаните. Има дури и иницијатива за референдум, не знам дали знаете. Изјавата е дека со овој проект ќе се воспостави современиот систем за управување со отпад во 18 општини од источниот и североисточниот регион и од општина Свети Николе, и за кој ќе се веќе обезбедени средства од ИПА фондовите од Европската унија, конечно е откочен и е доведен во фаза кога треба да се започне со набавка на камиони, контейнери и изградба на централната депонија. Локацијата ние ја знаеме каде е, село Мечкуевци, Свети Николе. Значи, конкретното мое пратеничко прашање е дали конзистентно стоите на ставот како влада и како премиер дека локацијата е таму
село Мечкоевци, општина Свети Николе. Го имам тука и решението од Министерството за животна средина со сите подготовки што се направени и кои што предпоставувам дека се презентирани пред светиниколската јавност, иако јас не бев повикана како пратеник, тоа морам да ви кажам дека редовно не ме повикува локалната самоуправа за такви настани, но како и да е, имаше презентација. Не знам дали знаете дека голема е недоумицата помеѓу моите сограѓани. Значи, дали останувате на ставот дека депонијата ќе биде во општина Свети Николе, во село Мечкоевци. Третото мое прашање е до Министерството за образование, а се работи за Е-дневникот. Имено Е-дневникот е електронски систем во кој се заведуваат апсолутно сите активности на наставниците, оценки, часови, значи програми, дневни подготовки, екскурзии. Прашањето ми е до Министерот за образование, дали имало тендер, ако имало, која фирма го добила, дали функционира Е-дневникот, да се каже нешто околу неговото функционирање. Знаеме дека Министерството за образование и наука беше изложено на критики по однос на вклучување на тендери во 4 очи. Значи, се надевам дека ќе има представник кој да ми одговори во врска со функционирањето на Е-дневникот. Ја знаеме реториката која што одеше и се уште оди од ова собраниска говорница дека Е-дневник ќе нема. Значи, прашањето е што се случува со Е-дневникот, имало ли тендер, до каде е постапката, ако имало тендер, кој го добил тој тендер, да им објасниме малку повеќе на наставниците кои што навистина не знаат што да прават, бидејќи веќе имаат добиено насоки да го пополнат Е-дневникот. Ви благодарам.